Една луда ноќ по скопските улици исполнета со контроверзии ја запечати кариерата на екс-министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој ќе остане запаметен како министер кој во алкохолизирана состојба дивееше со службено возило предизвикувајќи 2 сообраќајки, а кој успеа да се извлече само со 3 прекршочни пријави. Коме треба човек, уморно валица, кафана без дима, песма без поема. Коме треба човек, кој сутра неба. И ништо немаше да биде страшно ниту трагично во скандалозната вечер, доколку Спасов не побегнеше пред очите на полицијата, оставајќи ја својата сопатничка. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага. Моралниот чин никој не сакаше да го коментира, бидејќи поранешниот министер ќе треба самиот да го носи како личен товар, но јавноста ја шокираше абсурдноста на однесувањето на младиот политичар, кој 5 дена се криеше од медиумите за да го објасни своето скандалозно поведение, а одговорноста во негово име уште вечерта ја превзеде неговиот возач. Потоа се огласи и неговата матична партија, која реагираше дека се работи за организирана криминално-полициска местенка и медиумски линч, што дополнително ги заплетка оправдувањата со приказната дека низ цело Скопје го бркале осудени криминалци со пиштоли. Тогашниот дополнителен заменик министер по 6-дневен молк се појави на интервју во кое даде своја верзија на настаните. Ова е обид за моја политичка и општествена дискредитација и дисквалификација. Ова е класична злоупотреба на една институција како МВР за остварување на политички цели. Различните верзии на настанот, првичното признавање дека самиот Спасов го возел автомобилот, лажниот и неколку пати менуван исказ на возачот и на неговата сопатничка, се само дел од нелогичностите во неговата приказна, кои ги расветлуваа истражните органи. Неговиот лут опонент, тогашната министерка за труд и социјала Фросина Ременски, поднесе кривична пријава против Спасов за неовластено користење на службено возило, а потоа и Спасов со иста мера возврати. Постапил неодговорно за функцијата што ја извршува. За приватни цели и интереси, противзаконски располагал и управувал возило на Агенцијата за вработување на Република Македонија, за што не постои, ниту пак може да постои некаков документ за користење. Реакциите брзо спласнаа, па контроверзниот министер се појави на годишната конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, каде беше пречекан со аплауз и свирежи. Господине Спасов, зашто токму денеска последна недела се појавивте во јавност? Иако беше министер неколку години, сепак поради младоста и неискуството, во јавноста за Диме Спасов се ширеше сликата дека важните одлуки ги носи некој друг во партијата. Самиот не остави особен впечаток за лидерство или независност во водењето на секторот труд и социјала.